Добре дојдовте во процес. Здравствениот дом во Скопје долго време е зад очите на јавноста. Што се случува со 58-те објекти? Како се менаџира со оваа институција? Има ли проблеми? Како ќе се решаваат? Добре дојде за мојот гостин. Ви благодарам. Добро ве најдов. Доктор Злате Мехмедович, Да. директор на Здравствениот дом во Скопје. На функцијата сте дојдени 1 месец. Ке излажеме ако кажеме дека не сте партиски, вие сте член на СДСМ, но затоа сте, од она што го слушам, и квалитетен лекар, кој што го испекол занаетот токму во ноќните служби. Инаку сте специјалист по медицина на трудот. И председател на Македонското здружение за медицина на трудот. Одлично. Браво. Ова е информација плюс. Така. Здравствениот дом остана мистерија за сите овие години. Освен оние извештаи кои што ги добивавме редовно за ало докторе, за јавувањето, ние не знаеме ништо повеќе што се случувало. Што наследивте? Како се менаџирало со оваа институција во изминатиот период и побаравте ли ревизија? Вака, значи ја, како што рековте, стапив на функција како директор на Здравствениот дом Скопје, медицински директор на Здравствениот дом Скопје, значи да направиме една разлика. Ама ќе има ли економски директор? Сега за сега има економски директор, да. Нели знаеме дека е во процес на брза постапка, скратена постапка, новиот предлог закон за здравствена заштита, каде што треба да се реши дефинитивно статусот на економските директори. Сега за сега во Здравствениот дом Скопје, освен медицински директор, се уште постои економски директор кој што паралелно со мене учествува во менаџирањето на Здравствениот дом Скопје. Да почнеме од ревизијата. Значи, за разлика од моите колеги, директори кои што сега брзо беа назначени на нивните функции, ја имав една среќа да во Здравствениот дом Скопје 3 месеци пред моето назначување дојде државниот инспекторат за ревизија, односно завод за ревизија, и да направи една ревизија која што се однесува на работењето на Здравствениот дом Скопје. Ја тој извештај за ревизија го добив, истиот го имам прочитано, имам во него неколку забелешки кои што веројатно ќе ми помогнат, и тоа сериозно, да можам одредени проблеми кои што се однесуваат во одредена област од функционирањето на домот да можеме да ги коригираме. И сега таму се наведени повеќе работи. Еве нешто од побитните работи, нешто што би ги интересирале граѓаните од побитните работи, они најголем осврт даваат секако на финансискиот дел, за тоа како е работено во Здравствен дом Скопје. Во принцип Здравствен дом Скопје нема големи загуби, затоа што се работи за голема фирма која што има голем буџет, има голем број на вработени, има голем број на објекти кои што ги менаџира. Меѓутоа, начинот на кој што се води финансиското работење во Здравствениот дом Скопје е по таа ревизорска лупа дојдено е до заклучок дека навистина треба да се направат некои корекции за да имаме попрецизни податоци како понатаму треба да се менаџира домот, и тие препораки секако дека ќе ги земеме во предвид за да можеме понатаму да имаме поефикасен и по-финансиски стабилен Здравствен дом Скопје. Во однос на тоа што други проблеми не дочека, секако дека има проблеми, се работи, нели рековме, за голема здравствена установа која што во принцип е и установата која што на територија на цело Скопје. Тоа се сите поликлиники, сите амбуланти во Скопје и надвор во околината на Скопје. И итната медицинска помош, и службата за спортска медицина, заводот за мајки и деца и заводот за ментално здравје на деца и младинци. Така да се работи за повеќе служби кои што се интегрирани под домашната посета. Така и домашната посета е во склопот на итната медицинска помош, така да и тоа е ноќната служба исто во склопот на итната медицинска помош, така да сите тие служби се интегрирани под итната медицинска помош и заедно со итната медицинска помош ги даваат тие услуги. Меѓутоа, примарно, она што треба да знаеме е дека целокупната здравствена заштита на примарно ниво на територија на Скопје ја прави токму Здравствениот дом на Скопје. Значи, само ако ги земеме в предвид податоците кои што ги добиваме од мој термин, за тоа колку интервенции на годишно ниво се изведуваат во поликлиниките кои што припаѓаат на Здравствен дом Скопје, ќе видиме дека негде околу пола милион интервенции се само во делот на мој термин. Тука секако дека не спаѓаат интервенции. Не, тоа се специјалистичко консултативните. А оние што спаѓаат по делот на матичните, тоа се концесионерите,
кои што си имаат свој договор со фондот и кои што своите услуги ги даваат независно од Здравствен дом Скопје. На вас ви ги плаќаат режиските трошоци, така Ние- да вие не, по ние- два основа всушност Можеме имате да приходи. Така е. Ние имаме Имате и аптеки во некои од објектите. кои што веќе се приватизирани, така да немаме наши аптеки. Нови плаќаат Така за е, простор. така е. Значи ние ги добиваме средствата по тој основ. Должни сме да им обезбедиме соодветни услови за да може да функционираат во рамките на објектите каде што ја има добиена концесијата и тоа е нашата обврска према концесионерите. Но во делот на примарната здравствена заштита каде што спаѓа вакцинацијата или превентивата, Тоа е подржавна. така, тоа е капа. поддржавна капа и во поликлиниките кои што ги споменавте се работи таа превентива на деца. Вакцинацијата исто така се работи и превентивната стоматолошка здравствена заштита, исто за деца и за млади, која што е во делот на превентивата. Овие бројки не влегуваат во она бројка што ја спомнавме од пола милион интервенции на годишно ниво, кои што се во делот на специјалистичката служба. Што значи дека Здравствен дом Скопје негдека доаѓа до бројка од милион интервенции во текот на една година, што е навистина за почит. Што се случува со овие 58 објекти, во каква состојба се? Познато ми е дека некои од амбулантите се во изразито лоша состојба, во Ѓорче Петров, во Бутел. А кога веќе спомнавме дека имате по два основа финансии, имате ли финансиски можности еве конечно да се реновира, да се направи нешто на објектите? Во принцип, оној што го спомнав. Ноќните служби исто така се во многу лоша состојба како од времето на Втората светска војна, мислам, столчиња, инвентарот и сите други работи. Секако. Значи, ја првата работа што ја направив кога ја превзема функцијата директор на Здравствен дом Скопје, медицински директор, е што ги посетив ноќните служби и итната медицинска помош во неколку пунктови низ поликлиниките што се дисперзирани низ Скопје и тогаш ги видов условите во кои што они работат. Навистина, условите од периодот кога ја работев во ноќната служба до денес се значително променети и морам да констатирам за жал на полошо. Многу работа не чека таму. Мора да создадеме достоинствени услови во кои што лекарите и пациентите заедно ќе може да уживаат во она што треба да значи некое ефикасно и современо здравство. Ако тоа можеме да го направиме со приватни средства од домот, ќе го направиме во оние приоритетни задачи што ќе си ги зададеме за наредниот Има ли период. финансии за тоа? Ние ќе побараме финансии првин во рамките на буџетот на Здравствениот дом за тоа Скопје, ве прашувам. за да Дали можеме имате од вие тука да ги институција, извлечеме, да. а за све она што ќе недостасува, секако дека ќе бараме поддршка и од повисоките државни институции. Колкав е буџетот на Здравствен дом? Буџетот на Здравствен дом Скопје е негде околу 700 милиони денари на годишно ниво. Нели тоа е фондовскиот буџет. Тоа се грижите за платите, на платите, специјалистите, и за бидејќи режиските матичните трошоци. се веќе приватни, односно под фондот. Така. Не само за платите на специјалистите, и за платите на општите лекари кои што работат во рамките на превентивата и кои што работат во Така. рамките на итната медицинска помош и останатите служби кои што ги споменавме. Плюс тога спаѓаат нели режиските трошоци кои што треба да ги плаќаме, сервисирањата, одржувањата на објектите кои што рековте дека се дотраени и дека треба да се одржуваат. Така да реновирањето на тие објекти секако дека ќе доведе и до намален трошок во сервисирањето на одредени работи кои што Сигурно. сега не се и онака големо финансиско оптеретување. Со реформите останаа непипнати, нечепнати специјалистите од секундарното здравство. Сметате ли дека треба да се направат реформи во овој дел или добро е да останат вака како што се? Еве, вие доаѓате од таа бранша, нели? Така. Значи, едно време се размислуваше за приватизација на специјалистите од примарното здравство и целата таа идеја застана. И Здравствен дом Скопје остана како единствена здравствена установа која што функционира на овој принцип на територија на цела Македонија, односно да има можност да дава специјалистички услуги кои што спаѓаат и во делот на интерната медицина, неврологијата, психијатријата, офталмологијата. Така. И Кожните лекари, така, медицината на трудот е тука, спортската медицина, тоа се све специјалисти кои што работат во рамките на Здравствен дом Скопје. Моје лично мислење е дека во овој период, кога секундарното и терцијерното здравство се наоѓаат во исто таква незавидна, можеби полоша ситуација од тоа што се наоѓа Здравствен дом Скопје, дека ние
како gatekeepers, односно како чувари на портите на здравјето на граѓаните од кои што гравитираат кон град Скопје, да не го пипаме делот кој што се грижи пред се за специјалистичка здравствена услуга на граѓаните. Затоа што ако ги тргнеме специјалистите од Здравствен дом Скопје, без разлика дали ќе ги направиме приватни, сметам дека ќе отвориме врата која што ќе ги наполни болниците и клиничкиот центар со пациенти и ќе биде посебен товар за тие институции да ги менаџираат. Зошто мислите така? Бидејќи како приватни ќе бидат поскапи, Генерално, значи, здравствената услуга која што ја дава Здравствен дом Скопје сега во моментот е менаџирана со ресурсите кои што ги имаме од државен капитал. Државата се уште се покажува како добар менаџер на јавните здравствени установи. Ако треба секоја установа од приватните да ја направиме во одреден период да функционира самостојно, ќе му треба време на адаптација на самиот лекар, административно да се навикне на условите кои што треба да ги приме како нови, да биде менаџер на сопствената здравствена установа, и тоа ќе биде една непозната територија за него. И за пациентите. Апсолутно, значи они ќе бидат приматели на услугата. Се наплаќало ехо, сега е друга ситуација, 10-20%. Така, ќе има интервенции, ќе има недоразбирања и барем во периодот додека не се среди секундарното и терцијарното здравство, сметам дека Здравствениот дом Скопје треба да биде менаџер на овој процес. Понатаму секако дека можеме да разговараме и во тој дел. Има доста проблеми, така да секако да, има проблеми со недостаток на опрема, тоа е секогаш еден од поголемите проблеми. Ние се трудиме од собствени средства да издвоиме што можеме повеќе за да ги опремиме кабинетите. А со медицински материјал како стои? Со медицинскиот материјал имавме проблем. Јас затекнав проблем со недостаток на медицински материјал, поради тоа што тендерите за одредени работи кои што се користат како медицински материјал не беа поминати до времето на моето назначување. И сега имаме еден забрзан процес за да можеме да ги опремиме посебно во делот на лабораториите, таму каде што фали биохемиски медицински материјал, да можеме да ги опремиме со тоа за да може да функционираат. Значи, ако ви кажам дека повеќе од 6 месеци, па и повеќе. Нема реагенси? Не реагенси имаме, ако немаме вакутенери, оние што се основни за вадење крв од пациентите, 6 месеци веќе ги немаме во Здравствен дом Скопје и се трудиме сега што е можно побрзо да го завршиме тој процес на јавни набавки за да можеме да ги добиеме. Може би тука треба да се влие и на тој совет за јавни набавки кој што многу ги кочи набавките, а таму нема луѓе кои што се од здравството и кои што ги разбираат тие работи. Од искуство знам дека и клиниките и многу болници имаат проблеми со месеци, не можат, постојат недоразбирања и се влечат тендерите. Искрено се трудев да ги разберам советот за јавни набавки, пошто нели како директор требате да знаете со што се среќавате, која е проблематиката во делот на јавните набавки и се уште сметам дека таа процедура која што оди од распишување на оглас за јавна набавка до реализирање на огласот, до договорот за јавна набавка е премногу комплицирана. Правно не знам зашто е тоа така, дали е тоа се издржано, меѓутоа факт е дека тука имаме еден комплициран и сложен процес кој што мораме да го испочитуваме. Така. Спомнавте итната медицинска помош, од граѓаните имаат доста забелешки, дали се доволни тие пунктови, дали се доволни возилата, на што се должи тоа што се жалва дека итната медицинска возилата често доцнат. Што ќе направите во тој дел? Па ви кажав дека ја бев веднаш само што направив примо предавање на функцијата до НОКНите служби до итната медицинска помош за да видам што е проблемот, затоа што како што рековте вие, најголемиот дел од проблемите беа токму во итната медицинска помош и во НОКНата служба. Итната медицинска помош навистина има сериозни проблеми, посебно во делот на исправноста на возилата, затоа што одржувањето и сервисот на тие возила од она што ја го затекнав, може да видам дека е на многу ниско ниво. Апсолутно жалењето беше од тоа дека немаат клими во текот на летниот период, дека често им се расипуваат возилата кои што беа набавени со оној централен тендер кој што беше 2012 година, па беа дисперзирани низ цела Македонија. Тогаш Скопје доби 14 возила, од тие 14 возила сега во некоја
возна состојба можеме да кажеме дека се 9, останатите се со посериозни дефекти, а и овие 9 кои што се возат 9 на ниво на цело Скопје. На цело Скопје. Тоа значи дека во итната медицинска помош, која што ви е организирана во смени, имате 5 смени, односно 5 групи, кои што се организирани со шеф, и заедно со тој шеф работат 10 екипи, односно имате лекар, сестра и возач. 9 возила не може да ги покријат ни 10 екипи на брза помош кои што во тој момент треба да излезат на терен. Тоа значи дека една екипа треба да чека да добие возило или да работи во делот на ургентната амбуланта што се наоѓа во склопот на ето да кажеме итната медицинска помош во Букурешт, за да може да Како да се реши ова? Ќе барате од буџетот пари? Ова е навистина ургентна работа. Се работи за брзина и за човечки животи. Со оглед на тоа што едно такво возило во таа јавна набавка која што беше спроведена пред 5 години, ако израчунаме колку кошташе таа јавна набавка, ќе видиме дека возилото со цена некако околу 70.000 евра се работи за сериозна сума на пари и дефинитивно ќе мора да побараме помош тука и од државните институции да не излезат во престрел за да може да набавиме возила. Реално, службата за итна медицинска помош, доколку сакаме да функционира оптимално, да немаме проблеми, да немаме замерки од граѓаните, да немаме замерки ни од лекарите и медицинскиот персонал кој што оди на терен, би требало да функционира во една смена со 15 тимови. И тоа би бил некој минимален оптимум. Ако направиме да имаме 20 тимови во една смена, односно за територија на град Скопје, да има вкупно 100 екипи, тогаш би биле во некои, да кажеме, пооптимални услови за да можеме да одговориме на сите барања. Разговарајќи со лекарите, со шефовите на смена во итна медицинска помош, кога им ја предочив идејата дека треба да го покачиме бројот на екипи на 15, они беа презадоволни. Значи, ако дојдеме до бројка од 20, они би биле супер задоволни. Така да се надевам дека значи нови вработувања. Апсолутно, значи тоа е еден од големите проблеми на здравствен дом Скопје. Сега со имплементацијата на новата систематизација која што беше од Министерството за информатичко општество и администрација, по таа нова систематизација работниците во здравствен дом Скопје се поделени во две големи групи. Едната група се административни работници кои што спаѓаат по Законот за јавна администрација, и втората група се здравствени работници и даватели на здравствени услуги, односно здравствени соработници, кои што потпаѓаат по Законот за здравствена заштита. И во едниот дел и во другиот дел по таа систематизација имаме недостаток на персонал. Многу е поважен оној недостаток на персонал кој што ние го имаме во здравствениот дел, затоа што здравствен дом Скопје пред се е давател на здравствени услуги. Иако не е се за занемарување оние што се сервисни работи кои што ги вршат сите останати од административно-техничкиот дел. Меѓутоа здравствени работници, доктори, сестри, биохемичари, лаборанти, фармацевти се оние кои што најмногу недостасуваат. Грубо кажано, јас сметам дека тука недостасуваат најмалку околу 300 здравствени работници во здравствен дом Скопје. Систематизацијата која што е во принцип треба да биде развојна. И здравствен дом Скопје има направена една развојна систематизација која што сметам дека се уште не е затворена. Тука може да направиме се уште интервенции, потоа во договор со управниот одбор кој што очекуваме брзо да се формира во здравствен дом Скопје, да направиме одредени интервенции во систематизацијата за да можеме да адаптираме целосно на потребите на домот. Таа развојна систематизација предвидува 1700 работни места, како што и вие кажавте, во домот сега во моментот работат 1200 работници. Тоа значи дека ние сме во минус негдека за 1/3 на работници на ниво на домот. Ке има ли слух владата, Министерство за финансии? Ние ќе се потрудиме реална потреба. Апсолутно. Ние ќе се потрудиме максимално да можеме да им објасниме колкава е потребата од здравствени работници и колкав ќе биде ефектот кога тие здравствени работници ќе ни бидат дадени на располагање. Така да сметам дека се движиме во права насока и дека ќе има слух од владата и од Министерството за здравство и од Министерството за финансии дека ова работа треба да се заврши. Домашната посета исто така.
возилата се во катастрофална состојба. Тука што може да се направи? Значи, стари возила. Значи во делот на домашната посета направена е една интервенција во изминатите години, купени се неколку нови возила кои што им се на располагање на домашна посета, така да домашната посета во принцип е една од подобрите служби кога збориме за опременост, екипираност со вакви материјални добра како што се возилата. Меѓутоа не е тоа целосно затворен процес, секако дека тука се уште ни фалат возила, тоа е поевтиниот дел кој што можеме полесно да го изменаџираме, па дури и со средства. Возила, така, тоа се цивилни возила на кои што после тоа само треба да ставите налепници, немаат посебни ознаки, немаат посебни ротациони светла, немаат посебни потребни медицински апарати внатре кои што треба да ги носите за да можете да ги завршите здравствените услуги кои што ви спаѓаат по делот на домашната посета, исто и со делот на патронажата, меѓутоа се работи за две големи служби кои што навистина имаат потреба од доекипирање како со персонал така и со возила. Патронажните служби ќе се зајакнат ли во делот на доенчињата да бидат малку поактивни? Патронажните служби мора да го дадат својот придонес во еден од најголемите да го решиме еден од најголемите проблеми кои што ги имаме во државата, а тоа е смртноста на доенчињата. Значи знаете дека ние сме рекордери по смртност на доенчиња во Европа. Знаеме. И тоа неколку пати сме го потенцирале. Меѓутоа, проблемот мора да се реши системски. И треба да почнеме од превентивата. Ако ние успееме патронажната служба да ја надградиме до ниво, да може едукацијата и превентивниот дел да се одвива во рамки на исто некој оптимално ниво. Затоа што и тука фалат и патронажни тимови ни фалат кои што можат да ги завршат своите услуги на терен. Ако успееме да го доведеме до некој оптимално ниво, ние сме првите чии што резултати ќе се видат и ќе бидат краткорочни. Останатиот дел каде што збориме за перинатална смртност и она што влега во делот на секундарното и терцијарното здравство, веројатно ќе биде процес кој што ќе биде малку подолг, но овдека во патронажни тимови можеме веднаш да ги покажеме резултати, затоа што превентивата, без разлика на тоа што кај нас до негдека се одржува по тонус таа патронажна служба да може да работи и со овој капацитет како што е, има многу што може повеќе да се даде доколку се доекипираме и со тимови и со возила. И вакцинацијата се надевам дека овој пат пресудни ќе бидат квалитетот. Така е. Се слагам за тоа. Не цената и дека децата ќе бидат вакцинирани со квалитетни вакцини. Мораме и во тој дел сериозно да размислуваме затоа што до сега како што кажавте, основен критериум за набавка на вакцините беше најниската цена, а не беше квалитетот. И тоа се работеше со години. Кај народот се создаде посебен, значи они имаат сега посебен третман кон вакцинацијата. Посебно мислење за вакцинацијата. Сметат дека неквалитетните вакцини навистина може да го загрозат здравјето на нивните деца. Со тоа и опадна имунизацијата. Апсолутно се слагам, значи бројките кои што покажуваат дека имунизацијата во изминатите 6 години има само надолен тек се сериозни и пред се мораме да работиме на едукација на населението дека да се врати до вербата. До вербата да се врати дека со тек на време, откако ќе ги подобриме јавните набавки кои што ги се однесуваат на делот за набавка на вакцини, ќе тргнеме на страна она што се бараше до сега најниската цена да биде основен критериум за да може да се набавуваат вакцините, дека со тој квалитет кој што ќе им го понудиме на граѓаните ќе се врати повторно и до вербата во вакцинацијата. Вакцинацијата е една од најбитните работи во превентивата. Значи, се надевам дека нема да се вратиме повторно во состојба оние болести кои што биле ерадицирани да ни се вратат повторно назад. Така да ќе работиме сериозно и во делот на превентивата на вакцинацијата. Добро, да се надеваме дека и младите лекари ќе има можност за отварање на нови работни места, да не ни бегаат. Не знам каква е состојбата во селата, дали има некаде празни амбуланти останато. Значи, не се кажуваше тоа во изминатиот период, а претходно знаеме па и дека се градеа доста амбуланти. Не знам каква е ситуацијата. Ситуацијата во однос на прво да почнеме со младите лекари. Една од основните работи кои што треба да ги направиме во здравствен дом Скопје е тоа да го направиме домот атрактивно место за младите лекари. Сега не е баш атрактивно.
Па сега атрактивни места се претежно клиничките места, така да здравствен дом Скопје, младите лекари не размислуваат многу да биде место каде што ќе бидат вработени. Меѓутоа здравствен дом Скопје навистина е основа. Скопје збориме, затоа што збориме дека има и специјалистичка служба, каде што можете навистина да напредувате во кариерата. Што ја нема во другите. Можете да почнете како општ лекар и да завршите како специјалист, што е најинтересно. Ние сега во изминатиот месец успеавме да испратиме и тројца специјалисти на субспецијализација. Значи, програмата која што беше направена 2015 до 2017 за испраќање на лекари специјалисти на субспецијализација и лекари општи на специјализација, најден еден проблем во изминатата година, имено откако на 28 лекари им беа доделени специјализација и субспецијализација, не беа пуштени на специјализација, односно на субспецијализација, поради тоа што имаше недостаток на медицински персонал. Наместо да ја почнат својата специјализација од месец март 2017 година, истото им беше одложено до септември 2017 година. По превземањето на директорската функција во здравствен дом Скопје, еден од основните проблеми кои што требаше да ги решиме, беше и упатувањето на овие млади лекари на специјализација што поскоро, за да можеме што поскоро да ги добиеме назад како специјалисти, затоа што специјалистите се нели она што ни е меѓу другото нешто од најпотребното во здравствен дом Скопје. Се договоривме со одреден дел од нив да ги испратиме на специјализација, односно субспецијализација и слободно да може да специјализираат во моментот кога ќе вработиме нови лекари без да имаат никакви обврски кон домот. Поголемиот дел од нив се согласија и искрено на обострано задоволство беше тоа, затоа што додека разговаравме на таа тема, поголемиот дел од нив имаа слух за ова што го разговаравме. Беа среќни затоа што конечно ќе почнат со специјализацијата, така да убаво се заврши целата таа работа. Добро. Да се надеваме понатаму ќе слушаме, ќе ни информирате, ќе бидете транспарентни. Секако, се што се случува. Една од првите работи која што ја направив исто е да ги реков дека ќе ги отвориме вратите на домот и дека ќе бидат отворени не само за вработените, ќе бидат отворени и за пациентите, ќе бидат отворени и за медиумите, така да слободно во било кое време и вие и пациентите, па и лекарите од здравствен дом Скопје можат да се обратат и до директорот, и до мене, и до економскиот директор, да поразговараме за сите проблеми и да најдеме заедничко решение, затоа што само така заеднички можеме да ги решиме проблемите. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.